bolesne za umiranje. Sa slava Božja sino da se proslavi. Prijatelj od naš Lazar zaspal, odam da go razbudam. Stani Lazare, stani, stani, Isus ti veli. Stani Lazare, stani, stani, Isus te ljubi. Zaspal dojke stane najmiliji. Slava ti, Gospode Isuse Hriste, Tatko moj, nebesen Tatko. Te sakam, dođam pak kaj tebe. Evo sam pred tebe, da se vratam vo tvoja sobstvenost, da se vratam vo tvoja ta volja, da go primam duhot utešitelj, duhot iscelitelj, da go otvoram moje to srce, da ti go dadam ključot od moje to srce, da živeješ vo duhot, da me vodiš vo duhot Božji, da budem sin Božji, po jedan duh, da ti se poklonujem, da ti se klanjam. Rahmastan amen. Te sakam, Gospode Isuse Hriste. I vidite, filterot je jedan. Da li ste vi vo Isus ili ne ste? Koga dojde on, duhot, mene ke me proslavi. I koga duhot sleze vo Jerusalim, vo crkvata na Preobrežanije, koga se rasplomti moj duh, jaz ne možem da sopram, da zboruvam i da go slavam Isus. Znači, koga dojde duh od mene ke me proslavi, samo Isus ke go slaviš. Vidite, to je ime nad sve koje ime, to je portata, nema drug pat, nema druga porta, da izlezeš od ovaj materijalan svet i da se vratiš vo tvoja ta vistinska duhovna priroda. Toga što ti ke vikaš Tatko namjesto Gospode, koga dojde duh od Ava oče. Vidite, radost ke vide polna. Mene ke me proslavi. Nema da možeš da sopreš, da zboruvaš za Isus. Tuka nema laženja. Ke vikaš Tatko i Isuse. I ke imaš silata od desната strana. Rakata Božja, kako što čitavme minati od pad. Da je spuštiš rakata Božja, da se slučува čuda isceluvanja. Da se potvrdува Евангелието. Ние знаеме дека еден е учителот. Исус, јас не учам од земни деноминации, еве овие стихови слегуваат во духот. Тоа се поуки, вие проверете ги духовите. Немојте се да прифаќате, овој стих е разбудувачки. Ги истражувате писмата. Ова за израелците важи и денеска за сите. Зашто вие мислите дека во нив имате живот вечен. Да, кога го читаш со срце отворено. Токму тие сведочат за мене, пред се мисли на Новиот Завет. И на Стариот, но тоа е потежок за разбирање, но не сакате да дојдете кај мене, вели Исус, за да имате живот вечен. Јован 5:39-40. Значи, проучувачи на писма, а не доаѓаат кај Исус. И затоа го распна израелците. Тие се големи проучувачи на писма, а потоа и денеска имаме проучувачи. Значи ги истражувате писмата, мислите ќе ви дадат живот вечен, токму тие сведочат за мене, за Исус сведочат, не за некои други, кои ги слават некои трети, но не сакате да дојдете кај мене, за да имате живот вечен. Еден е Отецот, па тие дури велат светите отци, македонските отци. Пазете, Јован 5:39-40. Ние зборуваме за писмознанци, фарисеи, садукеи, првосвештеници, денеска водачи на заедници, попови, владици, оđи, пастори.
Зошто бискупи, зошто христијанин умира во немоки болести? Зошто христијаните умираат во немоки болести? Видете, добро прашање. Зошто немаш власт над болките и болестите? Зошто немаш власт? Зошто трчаш по доктори? Пазете, полно е Светото писмо со примери. Како Божијата рака исцелуваат, прстот Божји. Дали не си негов ученик? Си учен од други? Од духот на овој свет? Мислиш дека си во Исус? Еве стих, но јас ве познавам. Исус го вели ова, односно Отецот преку Исус, дека во себе љубов Божја немате. Јован 5:42 го зборува за израелците, денеска како за христијаните. Јас ве познавам дека љубов Божја во себе немате. Јован 5:42. Христијанин, а ја нема Божјата љубов. И истите тие не доаѓаат кај Исус да им ја даде таа Божја љубов, која никогаш не престанува, да биде река жива која ќе тече од нивните утроби. И не доаѓаат кај нив да имаат живот вечен. Животот вечен е љубовта која никогаш не престанува. Значи, Исус доаѓа во името на Отецот на небесата, видлив, нели? И ние не го примаме. Јован 5:43. Каде да го примиме? Не го примаме. Не доаѓате кај мене. Па и тој доаѓа кај нас. Па во срцето треба да го примиш. Во срцето, во твоето срце. Нели треба со Отецот, Исус и Отецот да направат сокровиште во моето, во твоето срце. Дали го примаш Исус и Отецот во дух да пребиваат во твоето срце? Дали го примаш? Дали живее во тебе? Или во срцето имаш некој друг, некого другого? Нема место во срцето, тесно е. Собите се пополнети, хотелот е полна. Дали имаш тесно срце, тврдокорно срце, тврдо срце? Само твоите блиски ти се во срцето, толку, немаш место. Во себе, вели, љубов Божја немате, страшно. Тоа е љубовта кон сите, возлюбување на се. Каков е тој христијанин без љубов? Љубов која е жива вода, жива река од твојата, од мојата утрова, душа, срце, љубов која никогаш не престанува. 13 глава Коринтијаните. Никогаш не престанува. Ги проучувате писмата, мислите ќе ви дадат живот вечен, не мика, нели се спасува со читање на Библијата? Па да, ама. Дали Исус живее во твоето срце? Ги проучувате писмата, не доаѓате кај Исус, кај мене, кај Исус. Писмата без дух се слово кое убива. Цитираш слова, се мавате со нив како со камења. Еве стих кој учи чие е учењето. Учењето мое, вели Исус, не е мое, туку на оној кој ме прати. Јован 7:16. И ова учење што го слушате денеска не е мое. Тој го испушта, слегува во духот. Јован 7:16. Значи, учењето не е ни мое. Вие судите по телото, Јован 8:15. Телесниот човек не разбира. Уште живеете по телото, а мислите дека сте христијани. Телесниот човек не го разбира духовното. Зборовите од Светото писмо се дух, не се тело и живот. Треба да станат тело во вашето срце. Затоа не ги разбираат со умот, ако останете во моите слова. И ако тие останат во вас, кој ме љуби ќе ги исполнува моите заповеди, значи треба да љуби. Затоа не ги разбираат со умот и не ги живеат писмата, словата. Немаат сила, дух да ги живеат. Дух треба Исус да пребива во твоето срце, он да ти даде сила. Еве стих, ако вие останете, да останеме во Исусовото слово.
Na vistина ќе бидете мои ученици. Значи има ученици што не се негови, тука се јавува проблемот. Ученици на луѓе, ученици на духот на овој свет, на доктрини, на разни земни, телесни, материјални, црковни групации. Врзани, знаете, заради материјална полза и власт. И не ја предале својата власт врз Исус да ги води тој, водени се од луѓе, од духот на овој свет, значи тоа значи од сатаната. Ако останете во моето слово, на вистина ќе бидете мои ученици, значи имаш и лажни ученици. Невистини, ти ќе ја спознаете вистината, да го спознаеш Исус, да го познаеш во твоето срце. Уште ли не си ме познал, Филипе? И вистината ќе ве ослободи Исус. Од што? Од сите пранги на сатаната, од сите болки, болести и страдање, тогаш ти ќе живееш надприроден живот. Нема да трчаш по лекари, по доктори. Ќе останеш во тоа што си и ќе бараш помош од Исус да ти покаже што треба да покаеш, па со срцето да разбереш. Да го примиш Исус, значи тоа, да го познаеш и да бидеш исцелен. Јован 8:31-32, да останеш во Словото Исусово. Но првин треба не во умот, во срцето, во сета душа, сето срце. Да го живееш тоа. Но првин треба да дојдеш пред Него и да му ги дадеш клучевите. Те сакам, Господи Исусе Христе, од твоето срце. Да препишеш срцето, да го вратиш во негова собствено, секако срцето чука. Чука затоа што ти не правиш ти да чука. Како што не правиш ти да дишиш тој. Ти дишиш и чукаш затоа што некој друг дава сила за тоа. Имавме една сестра, беше проблем со срцето, се оправи, потоа прими 2 вакцини, пак падна, пак се оправи, сега сведочеше дека и дал ново срце. Видете? И рекла докторката, не треба да пиеш веќе лекови за срце. Се покаја. Тој не чека долго трпеливо да се покаеме. Вистина ви велам, кој ќе ги запази зборовите мои, каде во срцето, нема да види смрт довека. Јован 8:51. Да ги запазиш зборовите, да ги живееш зборовите, да оживеат во тебе. Во дух и вистина да ги запазиш. Не во тело и во ум. Не во телото, во духот. Па тука е проблемот, треба да се предадеш, да се оставиш себе си. Да се оставиш себе си е важен момент. Никој не се остава себе си, си го сакаш своето. Остави тоа, остави ги желбите. Јас и Отецот сме едно, вели Исус, Јован 10:30. Епа, и јас и Отецот сме едно. Јас припаѓам на другиот свет. На небесниот свет, не сум од овој свет. Те сакам, Господи Исусе Христе. Така треба и ние да бидеме едно, сите и вие со Исус. Да останеме во Неговите слова. Да ги пазиме и живееме зборовите Исусови. Да ги живееме. Да дојдеме пред Исус ничкум понизно, покајно и во себе, во срцето љубов Божија да имаме, љубов Исусова. Тоа значи да го имаме во срцето Исуса Христа и Таткото Небесен. Еден дух, едно тело, да пребиваме во Исусовата љубов. О, неразбрани галатјани, дали го разбирате ова? Да пребиваме во Исусовата љубов. И ако се љубиме еден со друг, ако имаме љубов меѓу себе, ние сме вистински Исусови ученици, сотрудници, чии имиња се запишани во книгата на животот. И тогаш имаме власт над секоја немок и болест, да кажеме не за сатаната и смртта, да за Исус во мојот живот. Исцелување во името на Господ Исус Христос. Татко мој, те љубам. Дали сам го проучуваш Словото или по некоја доктрина, земна, телесна, со духот на овој свет, или вистински
доаѓаш кај Исус, вистински си едно, и живееш во неговата љубов, велми тој живее, пребива во тебе, во твоето срце. И ти се враќаш во твојата изворна, љубовна, духовна природа. Те сакам, Господе Исусе, кога тој ќе дојде, мене ќе ме прослави. Кога тој ќе дојде, ќе вели татко, нема да вели Господи. Кога тој ќе дојде, ќе го нареко, никој не може да го нарече Исуса Господе Исусе Христе, освен преку Свети Дух. А тој ми пуштил мене, пазете сега која, Пресветла Богородице спаси нас. Не. Подметнат ви е сатаната, женските божества од македонската античка и неолитска обредна култура. Исус е името. Тоа покажува дека сте во другиот дух, со телесен дух, Римјаните 14:1, динамичен превод. Продолжуваме. Прифатете ги оние христијани кои имаат послаба вера, без да ги осудувате. Ги благословувам сите, православните, католиците, протестантите, муслиманите, будистите. Исус е долготрпелив, многу милостив, веќе чека да се покаете. Тие мислат со своја глава, послаба вера. Имаат свое мислење. Замисли, он има свое мислење. Чекај, сега ти кажам сега, Господе. Своја волја. Слава ти, Господе Исусе Христе. Те сакам, Исусе. Мислат дека можат да јадат се. Пази, 14:2, се да јадеш. Се, слушај малку ова, слушај вама, слушај таму, слушај па малку православно, малку католичко, малку протестантско, па измешај се, па оди таму, слушај некој New Age, некој исцелувања. Пазете. Да, можеме да слушаш се. Се е дозволено, но не е се полезно. Имаме слободна волја. Исус не чека и повикува да се покаеме. Зошто да се покаем? Што сум направил јас? Па не знам што си направил. Јас не знам што си направил, но дали го љубиш соседот твој? И немаме право да осудуваме. Немаме право да осудуваме. Еден е судијата, тук Слуга 14:4. Добро го знаеш тоа. Ако почнам да осудувам, јас добивам во телото. Накратко, веднаш треба да се молам за нив. Ако јас му служам на Исус, го знам тоа кој е судијата. Еден е учителот, еден е судијата, а тој кој јаде се од духовна храна, што мисли дека е, ќе одговара пред својот Господар. После ќе викаш помош. Зошто сме ние долу на земјата, а мојот татко нашиот е на небесата? Кому му припаѓаме и служиме е прашање за живот и смрт. На самите себе, сатанска падната природа, или на Исуса Христа, припадност е тоа и собственост. 14:7 вели дека никој од нас, никој, те сакаме, Господи Исусе Христе, не живее и не умира за себе. Кога умираме за да му се придружиме. Те сакам, Господе Исусе Христе, на Господ, на Таткото Небесен. Треба да умреш, стариот човек, да му се придружиш во духовната природа. 14:8 Римјаните. Да му се придружиме, сотрудници. Умираме во тело, се раѓаме во дух. Ете, тоа е целата суштина, преобразва. Во дух му се придружуваме, ако сме спасени. Стихот е: кој ќе претрпи до крај, ќе биде спасен. До крај. Тие мислат еднаш спасен, опа, за секогаш спасен, ајде, рапа, и цитира стихови. Исусе, па мојот професор Темков, по логика, етика, филозофија, на докторски студии ми предаваше. Велеше, етика се полага дента кога ќе се представиш пред Бога. Зошто? Темков ти пишал 10.
Ти си погрешил после не знам колку дена таму и си паднал на етик, одиш пред Господ. Така се полага и християнин, дали си спасен или не. Еднаш спасен, за секогаш спасен. Ако си ти спасен, ти ќе имаш служба, ќе работиш, ќе бидеш ловец на луѓе, ќе бидеш сотрудник и нема да зборуваш дека си спасен. Седи тука, ужива, ништо не треба да прави. Исус се направил за мене, ги фатил сатаната, ги врзал со лажно учење. А кој ќе биде ловец на луѓе? Да му се придружиш на Отецот Небесен, да бидеш жител на Царството Божјо, не е условено од јадење, пиење, телесни обреди, цитирање, пеење, славење, туку дали живееш Исусов живот, праведен живот, дали го имаш мирот Исусов и радоста што ти го дава Светиот Дух. Царството Божјо не е во јадење и пиење, во радост, мир и правда. Радост Исусова, мирот Исусов, правда, Исусова правда, не твојата. Го облакаш штитот на праведноста. Не осудуваш. Оружјето Божјо, 14.7. Тоа подразбира живење на Исусовата правда. Во еден дух со Него, живење на Исус по образот Негов. И така имаш мир, радост, сила, љубов, да го победиш светот и да речеш бегај од мене сатано, во името Исусово и не враќај се повеќе, мораш да заминеш со прстот Божи од десната страна. Ти заповедам во името на Господ Исус Христос и мојот Татко Небесен. Амин. Ако му служите, имаш сила да го победиш светот, ако Исус пребива во твоето срце. Се да победиш, се да надминеш, се да сватиш планината, стани и фрли се во морето и тап. Ако му служите на Христос со таков дух, ќе му бидете по волја на Отецот Небесен, а и луѓето ќе ве почитуваат. Римјаните 14.18. Значи да му служиш со таков дух, тоа значи духот Исусов да те води, да живее во твоето срце. Исусовиот дух, не духот на овој свет. Ти што сакаш, мислиш, чувствуваш. Ние зборуваме за водство, управување, собственост, припадност на Отецот Небесен, роднинство. Или своеглавост, со својот световен дух, да си ја тераш својата волја, ти што сакаш, мислиш и чувствуваш. Среќен ти пат по широкиот пат што води кон пропаст. Исус е на помош, он неразбрани галатјани. И ако му служам на Христос воден од Духот, дали му служам вистински на Исус Христос управуван со силата на Духот Исусов, дали останувам во татковата волја? Дали Духот ме управува? Дали останувам во татковата волја да ги љубам сите? Јас имам храна, Исус, што вие не ја знаете. Исус им вели, деца, имате ли нешто за јадење? Тие му даваат телесна храна. Исус им вели, јас имам храна, што вие не ја знаете. Мојата храна е да ја исполнувам волјата на оној што ме прати. И сега вика, дали остануваш во татковата волја? Дали те води Духот Исусов? Така јадеш духовна храна Исусова, кога ја извршуваш Неговата волја, да ги љубиш сите, да им простиш на сите, никого да не осудиш, да се покаеш со срцето, да разбереш и да бидеш исцелен за гревовите на своите предци и за себе. Се покајувам и ја прифаќам татковата волја. Амин. Прифаќајте се еден со друг, како што Христос ве прифати. Римјаните 15.7. Прифаќајте се. Имаме една заповед.
Ние сме во војна за души, да се љубиме еден со друг. Ако немаме доволно сила за неа да се љубиме, тоа значи дека Исус Христос не пребива во моето, во твоето, во нашето срце. Не си му ги дал клучевите од своето срце. Не му дозволуваш да се насели во тебе. Не си ја оставил старата природа. Тесно ти е во срцето да го отвориш срцето, да дојде да се насели тој, да ти даде сила, жива река да потече од твојата утрова и да велиш не за сатаната и смртта, да за Исус во мојот живот. Се што е од Исус нека остане, се што не е од Исус да си замине од мене, од целата заедница, од македонска земја. Те сакам, Господи Исусе Христе, бегај од Македонија, сатана, во името Исусово и не враќај се повеќе. За секогаш Исус, на секаде Исус, во секого Исус, од земјата до небесата, Исус живее пред мене, зад мене, низ мене, во мене, во крвта, во срцето, во духот. Исусе и само Исусе, кога тој ќе дојде духот, мене Исуса ќе го прослави, ќе вели Господи Исусе Христе и ќе велиш татко мој небесен, се враќам пак кај тебе, татко мој небесен, се враќам пак кај тебе. Прави и ти така. Инаку, мафтија работава, ќе биде плач и крцкање со заби, ќе треба да минуваш низ нови страданија, поуки, се додека далеку од очите твои, во Матеј го има тоа, се додека не повикаш, не кажеш блажен е оној што доаѓа во името Исусово. Ето денеска јас ти доаѓам во името Исусово. Отвори го срцето, да се всели Исус во него. Амин. Таа болест не е за умирање, за слава Божја сина да се прослави. Пријателот наш Лазар заспал, одам да го разбудам. Стани, Лазаре, стани, стани, Исус ти вели. Стани, Лазаре, стани, стани, Исус те љуби. Заспал тој ќе стане најмил